Сите ние свечено и гордо славиме 218 години од раѓањето на нашиот патрон, на големиот војвода Дедо Илјо Малешевски. Одбележувањето на овој значаен датум ќе го започнеме со полагање на цвеќе пред спомен бистата на нашиот патрон, да му одадеме заслужено почит. Ја повикувам делегацијата од Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски, на чело со директорот госпоѓа Наташа Аврамска. Делегацијата на Општина Берово, на чело со градоначалникот господин Звонко Пекевски. Представници на училишната заедница при нашето училиште. Дедо Илјо војводата, гордост на Малешевијата, Дедо Илјо војводата, голема заслуга има за слободата. Народот наш плачел со горчлив крик, крвта се леела на човечкиот лик. Војводата повикал бунт да се крене, младоста на луѓето да не вене. Надалеко се слушал неговиот глас, Малешевци во него барале спас. Со својата создадена ајдутска дружина дејствувал во Источна Македонија. Сите девојки, мајки, жени, Илјовиот бунт го чувствувале во своите вени. Со Кара Илјо нашите предци се гордееле, многу песни за него пееле. Храбрата Илјова легија имала успешна тактика и стратегија. Со своето развиорено знаме сиво, одредот го водел живо. Тој е нашиот ветар од минатото, што ни ја гали сегашност. Дедо Илјо војводата, гордост на Малешевијата. Дедо Илјо војводата, гордост на Малешевијата. Градот е горд на херојските дела на Дедо Илјо Малешевски војвода и неговата дружина цела. Роден во Берово пред 2 века, ќе биде запаметен за навека. Се исправи смело пред јатаганот турски, ги собра најголемите малешевски херои, тргна да се бори со непријателот петвековен, со клетите турски, бездушни тирани, не подклекна се до миговите последни. Се бореше смело за слободата наша, под знамето сиво на неговата чета, се освети за сите болки, крв и солзи. Со Дедо Илјо Малешевски и неговиот одред, сите малешевци бескрајно се гордеат. Дедо Илјо Малешевски ќе остане легенда, малешевскиот херој кој ја бранеше честа на многу македонски татковци и синови, сопруги, сестри и несрекни мајки. За него се напишани безброј песни, бајки. Нашето училиште неговото име го носи. Неговиот споменик, училишниот двор го краси. На патрониот празник ќе положиме цвеќе, на овој голем датум, во мигот за нас свечен, споменот на него нека биде вечен. Ја повикувам директорката, госпоѓа Наташа Аврамска, да ги додели наградите на учениците. Повелете, директорке.
Заеднички да ја проследиме свечената програма која по повод патрониот празник ја подготвија учениците. Почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски. Почитувани представници на Советот при општина Берово, почитуван представник од Биро за развој на образованието, почитувани представници од училишен одбор, Совет на родители, директори, ученици и останати присутни. Добар ден и добре дојдовте на нашата програма, подготвена од учениците и вработените по повод Денот на училиштето. Денес со задоволство се собравме да го прославиме празникот на нашето училиште. Ден посветен на вредностите, традицијата и на идеалите кои ги символизира училиштето. Дедо Илјо Малешевски е личност која ни носи гордост и во чие име нашето училиште го носи неговото име. Во оваа учебна година во Централното училиште во Берово и 6 подрачни училишта настава следат 660 ученици. Јас како директор, заедно со 100 вработени, сееме знаење врз сите нив да дадат плод и верувајте, во тоа успеваме. Во овие времиња на брзи промени, кога технологијата и светот се развиваат со неверојатна брзина, нашата задача како училиште е да се прилагодиме и да обезбедиме соодветни услови за учење и развој и да овозможиме на учениците полесно да се справуваат со предизвиците на иднината. Секојдневно ги подобруваме условите во училиштето. Реализиравме капитални проекти во Берово и подрачните училишта, а континуирано ги опремуваме кабинетите со нова опрема и нагледни средства. Денешниот ден на нашето училиште е и ден за прослава на досегашните успеси и постигнувања. Секоја година нашите ученици и наставници постигнуваат високи резултати, почнувајќи од општински, регионални, државни и меѓународни натпревари, со што го афирмираат училиштето. Се заблагодарувам на сите вработени, ученици, родители и соработници кои вложија труд и ентузијазам во училиштето. Вашата посветеност е клучна за успехот на нашето училиште. Сакам да ги подсетам родителите дека играат важна улога во развојот на своите деца. Затоа, заеднички со наставниците, да ги поддржувате и препознавате потребите на вашите деца, а наши ученици. На крај, сакам да го честитам Денот на училиштето. На сите ви посакувам добро здравје и успеси. Оваа прилика ќе ја искористам да ви го честитам и предстојниот празник, Денот на трудот. Најпрво сакам да ви го честитам денешниот ден, Денот на училиштето, патронатот на Основното училиште Дедо Илјо Малешевски, и да ви посакам со многу посветеност, работа и со многу труд да продолжите да градите успешни генерации. Чест и задоволство ми е што образовниот процес во нашето училиште се одвива во несовремени услови и што заеднички ги унапредува условите за учење и развој на децата. Изминатиот период се направени повеќе реконструкции во училиштето по сите енергетско ефикасни стандарди. Опремен е сензорна соба, обновен е училишниот двор, изграден е нов спортски терен, а од општинскиот буџет континуирано се исплаќаат средства за учениците како поддршка на семејниот буџет и како мотивација и поттикнување на истите за повеќе учење. Благодарение на несебичното залагање на вас вработените, учениците од училиштето учествуваат во голем број проекти, успешно афирмирајќи општина Берово како во државни, така и во меѓународни рамки.
Посакувам и година да продолжите да давате се од себе во знак на успех и напредок на учениците и образовниот процес и секогаш заеднички да се гордееме на постигнатите успеси. Уште еднаш ви го честитам денешниот ден и ви посакувам многу здравје, многу успех во работата и многу среќни и задоволни ученици. Ви благодарам. Ве поканувам со внимание да ја проследиме програмата што следува. Во исто време, посакувам плодна творечка работа на нашата ученичка, малиот ликовен уметник Лара Дракалска од трето оделение, која ќе направи портрет на нашиот патрон дедо Илјо Малешевски. Први ќе настапат нашите тредооделенци со драмата Илјо се роди. Повелете ученици. Мило мое, малечко юначе, разбуди се. Ова вечер е твоја трета вечер. Те чека голема наечничка судбина. Жено, остави мојот мал војвода, нека спие. Не маж, мора да го подготвим, за да им се допадне на наречниците, да го даруваат с успешна иднина, да не се штедат со дарови. Јас сум сигурен дека ќе биде многу силен и познат нашиот Маич. Ете, сине мое, биди късметлија, расти ми, расти, голем порасни и юнак славен биди. Ти ќе бидеш среќен и познат, за тебе ќе зборуваат твоите наследници. Ти ќе бидеш голем комита и војвода, за кого ќе пишува македонската историја. Ти ќе поминеш тешки и страдални денови, но ќе доживееш длабока старост. Да живее судбината твоја, син Илјо.
Дедо Илјо Малешевски, гордоста на Малешево. Ти глава не склони пред ниједна светска власт. Цели 50 години заштитник беше ти на нас. Почеток на 19 век, доцен ајдучки период, 28 мај, Берово, Малешево. Во сиромашното, но честно и трудолюбиво семејство на Марко и Стана Мустракински писнува гласот на рожбата. Дојде на свет најголемиот борец за правда и слобода, најславниот син на сите времиња, гордоста на Берово, на Малешевијата, на Македонија, на Балканот. Илјо Марков Малешевски, познат во историјата под името Дедо Илјо Малешевски, Илјо војвода, Капетан Илија, Кара Илјо или најпросто Дедо Илјо. Во годините на детството и младоста и тој живее како сите малешевци. Ја обработува земјата и одгледува стока. Како и повеќето малешевци, и тој е неписмен. Негово училиште е животот. Негов воспитувач Малешевските планини и борбениот дух на народот. Темпераментното момче Илија се здобил со природна убавина, со јуначко и смело срце, добро здравје и неизмерна љубов кон татковината и човештвото. Првото засолниште надвор од својот дом ќе го најде во Рилскиот манастир, каде научил да го употребува оружјето од кое никогаш не се одделил. Додека работел и престојувал во манастирот, Илјо се оженил со Стојанка, цона од Берово, и во среќниот брак им се родиле 3 деца. Но Илјо Марков живее со идеалите на ајдуците. Еден трагичен настан го натерува да ја грабне пушката и да отиде во гората. Реалната причина што го прави ајдук е убиството на неговиот син и брат му Станко од турските сејмени во 1848 година. За тој настан во еден весник пишува: околу Илинден, 1848 година, Кара Илјо, прочуен по пеливанството во цело Малешево, си жнил со сопругата Цона и мајката Стана и со помалечкиот брат Станко во Суви дол. Околу Пладне, Илјовото детенце, годиначе, заплакало од луката што била врзана на една средновечна круша. Цона дотрчала, го надоила, па го послала пешкирот и припремила ручек. Дошле сите, а Кара Илјо, пред да почне со јадењето, го земал синчето во десната рака, го дигнал високо и почнал да го труска. Но настанало нешто неочекувано. Од кај коријата блеснала искра и в миг детето се стракавало во Илјовиот скут, облеано во крв. Кој? Што? Се здравиле сите. А Станко, како јастреб, се втурнал натаму, од каде што блеснала смртоносната искра. И што да види? Двајца турци го зеле нанишан подигнатото дете и бум, во него, во челото. Се нафрлил Станко на убијците, вооружени до заби, но го проболе за миг. Тогаш дотрчал и Кара Илјо. Го извадил од порано скриениот јатаган, се развратил лево-десно и со неколку удари ги земал главите на турците. Потем Илјо им наредил на двете жени да се вратат во Берово, каде што живееле, а тој
стана лајдук, прочуен и славен ајдук. Народниот поет пее. Илјо ојде фрила планина, тамо рани преболеа и е дошол в Малешево и си собрал силна чета. Најнапред Ѓорги Гурбанчето, ја по него Цветан Гурбанчето, потоа двата брата Голчевите, па одили по гората Малешевска. Илјо е борец против турското робство на Балканот. Како таков е славен и кај македонците, и кај бугарите, и кај србите. Сепак, најславен е во родното Малешево. Нема собирно место, арамиско кладенче, чешма или гроб, ајдучка пољана или друга слична местност во Малешевските планини, ограждени Осогово, или Пирин, или Рила планина, што не се поврзани со името и делото на ајдучкиот војвода. Прочул си Илјо војвода по таја Рила планина, по таја гора зелена, по таја вода студена. Илјо е јунак над јунак, не дава хајта да мине, не дава обир да стане, не дава зулум да биде, по таја Рила планина. Во Малешевијата најмногу престојува во планините. Обозна, Огражден, Плачковица, Вајна, Мамутлија, а посебно во Бреза, Беровско.
Во јануари 1878 година со земјакот Димитар Попгеоргиев Беровски го создава Пијаначко-Малешевското царство. По двомесечно царување се повлекува во Кюстендил, за да се појави пак во македонското кресленско востание во 1878 година. Сега во него се открива една нова повисока свест дека Слободата на македонскиот народ може да се добие само со организирана и масовна борба на истиот. Името на Илјо влева страх и трепет кај турците и тие не смеат да напаѓаат, да вршат насилство, да разбойничат. Народниот поет го прогласува за син на крали Марко, па во една песна неговата сила е опеана како поголема од царската. Пашоле, царска заптио, пратене доле во Стамбол, со стара да се биеме. Ама не, Пашо, не пршај, Илија да си гониме, отие Илио војвода на крали Марко детето. И покрај својата напредната возраст, тој се движи со високо крената глава, со својот својствен бавен од. Чесен, отворен, лишен од секаква алчност. Редок пример на честност, некористолюбивост и чистота. Умира во длабока старост на 29 април 1898 година во Кюстендил на 93 годишна возраст. Смртта на Илјо војвода, исто како и неговата дејност, има широк одглас меѓу неговите современици. Неговиот сограѓанин Атанас Раздолов му посветува 2 надгромни надписа и една песна. Спи, почивај, о јуначе, во ладниот и црн гроб. Ти, што никогаш не рече, и мило ми е да сум роб. Половина век борба водеше за чест, за правда и за слобода. И зиме и лете страв ти беше за бездушната турска порода. Во таа епоха, сурова и мрачна, кога во длабок сон се беше, ти, војводо, како звезда зрачна, над својот народ јасно светеше. Денес, чувството е убаво и возвишено, бидејќи се уште стојат корените засадени од твојата рака. Ги негуваме и раснеме во нашето училиште, кое гордо го носи името на својот патрон, на бестрашниот војвода Дедо Илјо Малешевски.
1, 2, 3, 4, 5 петки. А ти? 1, 2, 3, 4 единици. Леле, држи ме. О, и едно двојче. Леле, Ацко. Зошто леле Ацко? Па, така. Како ќе им кажеш сега на родителите? Затоа ни око не ми трепнува. Како јас да сум виновен, а не... Кој друг може да биде виновен? Зошто така зборуваш, Ацко? Единиците се впишани на твое име и твои се. А штом се твои, значи си ги заслужил. Е, токму тука не си во право, Васка. Ајде те молам, ако си ми вистинска другарка, пресуди ми ти дали јас сум виновен. Ја гледаш првата единица? Таа е по македонски јазик. Затоа што лежи во моето свидетелство, а не во она на Дарко. Јас сум најмалку виновен. Зошто пак, Дарко? Тој е сега во 6-то. Точно, но нели 2 години беше во 5-то? Беше. 1 година повторуваш. Е така, точно. Е па кога помина во 6-то, ми ја подари својата читанка, а јас за да не давам пари за нова, ја зедов. И со повторувачка читанка иди па учи. Ти мислиш во неа пишува вака, а во неа инаку. Не бре, брате, се навикнала да ги повторува децата и готово. Нека биде така. А единицата по математика? А тука се виновни оние што ја создале математиката. Не можеш ни една задача да решиш точно. Грешно ги пишувале бројките. На едно место пишува 5 по 4 е еднакво на 20, а на друго 4 по 5 е еднакво на 20. И сега, како да им веруваш? Па, така е. Тоа е едно исто. Добро де, еве, штом се правиш толку паметна, за единицата по музичко, сведок си и ти. Секој час кога ќе ми кажеше наставничката да пеам, устата ми се залепуваше и јас ли сум виновен? А за физичко знаеш, речи си секој час или ме болеше стомакот, или раката, или ногата и не можев да вежбам. Се што кажи да е вистина, пак си ти виновен. Е, зошто? Зошто јас сум виновен? Па така, читанката е твоја, устата што не ти се одлепува е твоја, стомакот што те болел е твој, па единиците што си ги добил, твои се. Ама, јас не ги сакам и готово. Е, не ги сакаш, ама си ги заслужил. Ох, во право си. Ајде да си одиме. Ќе ги замолам дома моите, а за следната година ќе знам. Освен петка, никаква друга оцена нема да признаам. А вие, другари, одлучете се дали ќе учите или следната година другите ќе бидат виновни за вашите единици.
ваши. Трябва да се. А ница върх, ни течка. Аха, какви очи имаш. Застани. Беге ме пушче ме, че пискам. Слушай, моля ти се. Беге рекох, че пискам. Тато, татичко. Застани, аз искам да те питам нещо. Беге ме, че не видим. Никой не. Додека не ми кажеш, не те пущам. А майко е рада. Кажи ми, дали ми искаш? Не те искам. Не ме искаш. И аз не искам и чум раковете. Додека не те искам. Че и аз имам, ама всяко ми оплаши и стисна ми сърцето. Извини, Дъжичко, извини, аз това на запраканци го направих. Аха, на зафриканци. За запраканци беше слава. Кажи ми, сега сетъл, но аз ще те питам. Право пущене, да че ти кажеш. Първо, кажи ми, че те пуща. Ако ми правиш така, не ти кажувам. Живи сега. Живи тебе, живи Господ. Кажи ми, искаш да те. Беги, тато чиче, беги. Гърнувай, мухте на сърце. Супер, пиша слава. Взема ли свободата и мислиш, че олумване, че го оправиш? Ама не си
да живеят в този кафес. Какво кафес, ма? Ами това тук е палата. Палата, да рече каща, нема да наеш ни брат, а и по-надолу. Джакоби и кащи се, когато не сам християнка. Жени сърцето млади, додек си млад. Доста! Шо е, ма шо ни фани? Мозък! Не се гледа, ама се устише. Връщ се от и двете. Смешно да видим. И що джаба се беше тачи. Амари, душичко на любов. Защо не така правиш на твоите дружки? Манете ми си ти и твоите дружки. Презгава ми от вас. Не, я звиках с сагна ръкомиля. С столумпис, ама ти личеш. Значи ти викна, седи моча. Нека се разправя с теб. Седи моча, седи моча. Седам, айде тук седи моча. Беге отсма. Беге оча, беге, да, кукура, он има тази една. Чак гизел, Кажи му ти, не се турча. Оча, купоната е те капит. Капит, бачка, е млюк купомия, е млюк да се натуча, е млюк да се Япи, кади се купоната лоб, черветлари, уйнетлари. не, поняна. Япи, кади се махнала шишатка. Свете, искаш ананас? Манете ми си ти и отзема и ваш ананас. Кади са, Оча, купоната вика, наша ма, шишака, друга. Лари, резил, тук, скрос. Резил, Господи, йод самка, йод дай. Айде. Цвече, тук ти си сама, а ти речеш. Зато и туна, нека си пое, нека ти не палива. Арно, искам да ме цвече, ходи да те цапа. Осман маски и маска на кост. Резил, Джана. Белимана. Айде. Подала Джана. Йод пълдъм, чак гюзе. Айде. Айде гледай мене си, мъча. Айде.
крај, дозволете да го видиме портретот нацртан од малата уметничка, Повели Лара. Од името на сите вработени во училиштето, ви го честитам престојниот празник 1 мај, Меѓународниот ден на трудот. Ве поканувам да ги проследиме спортските надпревари на училишните терени.